На непол месец пред да се збогува со државата и функцијата, американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли ги отвори вратите на резиденцијата на Водно и амбасадата во Скопје. Одговарајќи на 50 прашања, тој се осврна на најголемите проблеми со кои се соочува Северна Македонија, но и позитивните искуства од неговиот престој. Бејли најави дека по 34 години ќе се пензионира од работата во Стейт департментот. Од земјава пак вели најмногу ќе му недостасуваат граѓаните, а еве што нема да му недостасува. That would be the air pollution. Иако убедува дека нема моќ за влијание во политичките одлуки, сепак постои една работа која би сакал да ја промени. And is it true that you have the power to influence most things in North Macedonia? No, I'm afraid not. But I do influence the weather thanks to HARP. What's one thing that you wish you could influence? Less trash on the streets. Груевски или Заев, јавноста не слушна од устата на Бејли кој бил подобар премиер, но амбасадорот во заминување им упати порака на политичарите за предизвиците кои предстојат. Hi, Ambassador. Yeah? Question. What's the biggest challenge North Macedonia's political leaders will face? That's a pretty big question for a simple phone call, but I would say rule of law. It affects politics, economics, society, it's issues of basic fairness, and I think that's what citizens are looking for. Who was your favorite prime minister? Zaev or Gruev? Ambassador, would you mind just taking a look? Бејли имаше интересен одговор и за низата шпекулации кои кружат во јавноста во врска со зградата на американската амбасада. What's your favorite embassy you've served in? Why, this one, of course. What's the best thing about working here? Well, you have a great staff, a really modern facility, and fantastic views of the mountains. Excuse me, sir. I'm looking for the tunnel to Camp Bondsteel. You got any tips? Sergeant, I haven't found it yet. Освен тоа, Бејли сподели и мал дел од приватноста, каде уживал да го поминува слободното време, што најмногу му се допаѓа од македонската кујна, како и кои културни настани ги посетувал и за кои спортски клубови навивал. Добро утро. Burek or gevrek, sir? Gevrek. Americano or macchiato, sir? Macchiato. Pilica or Ivar? Ivar. Pastrmania, Kipor Veles. Are you kidding me? Kratovo. Žolta or mastika? Jolta, but it's a little early, I think. What's your favorite local wine? Oh, I can't say. I don't want to hurt any of my friends. So basketball or handball? In North Macedonia, handball. Football, Vardar or Shkindija? That's too political. I'm not going there. На граѓаните им порача да не се откажуваат од оптимизмот за подобра иднина на државата. На неговата наследничка и порача да ужива во средечноста на македонските граѓани и почесто да ги посетува планините. Бејли инаку најави дека од функцијата заминува на почетокот на март. На неговото место по предлог на американскиот председател Доналд Трамп доаѓа Кейт Мери Брнс. Таа е амбасадорка од кариера и доаѓа од Атина, каде што ја вршела функцијата заменик амбасадор на САД во Грција од септември 2017 година.